Ангел Киров, иако по вокација професор, голем дел од својот живот го поминал во хуманитарна работа. За себе вели: "Мене не ме познаваат како професорот Ангел, туку како волонтерот Ангел. Постојат неколку основни принципи кои треба да ги поседува личноста што има намера да биде хуманитарен работник." Најпрво треба да биде хуман, да ги сака луѓето. Понатаму, треба да има желба тоа да го прави. Не некој да го поттикнува, туку внатре. Ако вам ви работи вашиот сенс, вашето чувство од срцето, тогаш е лесна работа. Натаму Црвениот крст има алатки за обуки и лесно тоа го правиме. Во било која област. Секој ќе си најде своји афинитети, своји склоности, своје поле на действување и многу лесно ќе се прилагоди. Важно е човекот да биде хуман и да сака да работи во Црвениот крст. Се друго е лесно. Светот денеска го одбележува Меѓународниот ден на хуманитарните работници. Да се биде хуманитарен работник, според Киров, значи посветеност, исполнетост, но и себе надградување. Младинската организација на Црвениот крст од Велес оваа година беше прогласена за најуспешна во државата. Според Киров, тоа е доказ дека младите во денешно време знаат да бидат хумани. Обично се кажува дека младите во денешно време не се толку хумани. Не, јас имам спротивно мислење. Младите во нашата држава, посебно во општина Велес, затоа што сега јас се представам општинската организација на Црвениот крст од Велес, се исклучително хумани луѓе. Ние во секој момент располагаме, еве сега јас смеам да се пофалам, да свртам телефони, 70 младинци веднаш да се озват на било каков повик и за било каква потреба. А тоа е многу значајно. Оваа година 19 август се одбележува под мотото на "Светот му треба повеќе". Инаку 19 декември е назначен за Ден на хуманитарните работници од страна на Генералното собрание на Обединетите нации со цел да им се оддаде почит на луѓето кои работат во меѓународните добротворни организации.